Македонските превозници се соочуваат со дополнителни трошоци од тежното работење во земјите од Европската Унија. Ова, доколку Европската комисија не го прифати нивното барање да ги ослободи професионалните возачи од обврската да се придржуваат на ограничениот престој во земјите од Шенген зоната на 90, односно 180 денови. А последиците ќе бидат што голем број на превозници ќе мораат да имат дупла посада, односно да чуваат резервен возач, кога на првиот ќе му се наполни 90 дена да може да го замени. Што значи дека трошоците на транспортот ќе бидат многу големи. Мојот колега што е од Босна и Херцеговина проценка има направено дека минимум за да опстане една превозно трговско друштво треба 25% да ги зголеми цените. А зголемувањето на цените на превозот, бидејќи претежно ние ги добиваме сите превози преку посредници, ќе значи 30 или 35% зголемување на цените на превозот, што ќе се негативно ќе се одрази на севкупната економија во нашата држава и во обкружувањето. Која е крајната цел на оваа административна голгота? Ја многу пати сум кажала, значи врз основа на студија која што ја направи ИРУ и Обединетите нации од 2015 до 2026 година одат во пензија на 2 милиона возачи. Значи од 2015 веќе ние се соочуваме со разни дискриминирачки односи кои што се прават према нашите превозници со цел да има застои на границите, преголеми контроли, да дадат поголем мотив во наводници, би рекла на возачиве полесно да одат и да се вработуваат во некоја земја од Европската Унија. Што доколку утре барањето биде одбиено од Европската комисија? Генерално се разговара за прекинување на синџирот на снабдување, односно одредени блокади. Меѓутоа, колку ќе биде тоа ефикасно или не, е многу дискутабилно, бидејќи би требало целата блокада која би се направила да биде на територија на Србија, затоа што Босна, ние, другите сме малце вака по надвор и блокирањето на тие превозни правци не би добиле таков ефект како кога би се направило тоа од Србија. Меѓутоа, поентата е во тоа зошто да губаме сите, кога може да се олесни пристапот. Веќе Европската Унија донесла таква регулатива, зашто во истата не се стават и возачите кои што навистина вршат дејност. За Макам Транс многу е симптоматично и нешто друго, а тоа е како некој да не заборавил нас превозниците кои што се движиме по патиштата и најмногу вршиме превоз, бидејќи државите на балканските држави и другите кои што не сме членки на Европската Унија, не имаме толку развиен железнички превоз, бродски превоз, авиопревоз, за да би можеле грото на во извоз и увоз на производите да ги внесуваме. Се работи за измени кои што се настанати со регулатива на Европската Унија во однос на екипажот кој што врши превоз во рамките на бродскиот превоз, железничкиот и авиот превоз, со кој што се изземаат од броење на денови, односно ние 90 дена во рамките на 180 дена. Во Македонија има 2000 транспортни компании со над 17.000 возачи.